Уште во најстарите времења речиси на сите меридијани од земјината топка, кај луѓето било многу силно вкоренето верувањето во магиската моќ на поединци да помагаат или пак да напакостат на други лица, а неретко и да влијаат врз случките во природата, како на пример да предизвикаат невреме, болести, катастрофи или пак истите да ги отстранат. Ваквото верување науката го констатирала уште кај предисториските народи, а кај старите екипјани пак верувањето во магијата е постаро од верувањето во Бога. Ваквото верување продолжило ни сите епохи во историјата на човештвото, без разлика на тоа дали се работи за ниска или висока цивилизацијска култура на живење. Црните вештини на поединци опстанале и до ден денес, и тие наоѓаат своја примена како во селата, така и во градовите. Низ нашите села мощно е распространето и баењето, лекувањето на добитокот, каснато змија. Во овој ритуал секако преживуваат оние иманчиња кои имале среќа да бидат каснати од змија која не била отровница. Не се секирај, козата ќе ти оздраве. Гуапа змија. И оздраве сега. Нема да уме ова коза. Ќе биде жива, здрава. Кога ќе дојде човек, ја не подим, му бајам. Ќе донесе белекче од тоа дете, што е болното. Ја ќе му најду чаре од 100 болеси. Дали оградисано е, дали урочено е, дали има падавица. Мајка моја, она ми кажа, басмо, за деца што са урочени од глава, од болест, од оград, она ми кажа лекови. Што е на вода ќе забајам, ако е за потка, потка турам на деца. Оздравуе. Ја? Оздравуе децата. Блигу полицајата дојде, сакаше да ме води, зашо баеш? А не, моја мајка ми кажала, јас сам си бајам, тоа е работа. Друго ништо тешко нема. Овде ке имаше едно дете, у Бугарија го однесоа. Борис му име тој. Го однесоа, еден месец и два га чуваа таму у Бугарија. Имало доктори, лекари. Што не га донесете, викам овде како де мене. Пунеше вода, като му попадна на татка му га тепа. Зашо га тепа? Донеси га белекче од нега, ми донесоа, ја га лекува, со га жена, деца си има, сна си има, да обаѓа тоа дете. Со нашата камера посетивме неколку села во околината на Скопје, во кои е зачувана една од овие магиски вештини – баењето. Задржана е како обред за лекување на болести за кои во народот се верува дека не се за лекар, како оградисувањето, црвениот ветер, далакот, урокот и други. За жал, и денес во поедини слоеви од општеството постои верувањето дека овие болести ги нанесуваат луѓе кои имаат зли очи. Овие зли очи се сметаат за големо зло, а нивната поразителна моќ над луѓето е уште поголема ако погледот од овие очи е пропратен и со зборови на фалење или чудење. Па така, и денес многумина мислат дека на мало дете или новороденче не треба да му се рече дека е убаво, здраво, напредно, или пак да се фалат куќата, добитокот, нивите и другите добра во семејството.
Секоја култура има своји традиции, табуи, норми и верувања што се однесуваат на фрагилноста на животот, на здравјето, на болката и на смртта. Според тоа и во секоја култура постојат и различни ставови и прифати и пристапи во лекувањето на болестите. Денеска сме сведоци на еден феномен да наспроти развојот на званичната медицина, на модерната медицина, еден значаен дел од населението оди и бара помош во така наречените алтернативни пристапи кај надри лекари, кај гатачки и кај бајачки. Ова, да речам, така наречена примитивна медицина има одредени принципи на работа кои се широко прифатени во светот и незините корени потекнуваат од Африка и се расширени тие принципи во сиот свет. Теориите, односно поставките на оваа медицина се темелат, а според тоа произлегува и лекувањето, на 4 основни става. Едниот став е дека во личноста на човекот влегуваат зли духови. Тоа е така наречено обседнато со духови. Вториот став е дека се губи некаква витална или животна субстанца. Тоа во обичниот јазик се наречува губење на душата. Третиот став е така наречено кршење на табуи или сторен греф. И четвртиот став или пристап на оваа примитивна медицина е така наречената магија. Во зависност од ставот се применува и лекувањето. Тука доваѓа екзорцизмот, изгонување на ѓаволот, баење, гатање, чадење, пуштање на крв, гладување, примена на топлина, барање на грев, катарза, исповедување, постење, прочистување и спротивни магии. Сите овие методи, така да кажем, на оваа медицина, на оваа примитивна медицина, определен број на луѓе ги прифаќаат. Зошто? Ја пред 2 недели магарето ми го опа змија. Тука. И додо кај бата кралета, му викам овака, тој вика, не е змија бе, а бе змија ја го видо. Не джана, ај одици, магарицата ќе оздраве, че не е змија. Тако ми вика и јас си го додо до јутрото, магарицата ќе дојде. Една коза и то тако ланска година, овде го уапа на муцката и дојде на вечер, бате кралеве вако. Каде го уапа, па реко денеска. Ај оди си, че не е змија, бе, како реко, отече козата, тогу ќе умре. Абе, не бе, не е змија, добро, чим не змија, ќе си иду. Ти не ќе свикам да ми кажеш да го баеш, да го видиш там да баеш. Не сам ја по женски басмарати. Ова е моја таква басма, рече. Не е змија и готово, не признам да е змија. И така, и козата и тај оздраве. Нека кажа, пред 40 години га знам, од тега намо, јас змија никако не тепам и што ќе го види уместо она, мора да стои додека го гледа. Чим ќе се мрдне ја и она ќе се повезе, па ќе се оди. И тоа бакшиш ја не сакам никако. Вика, ако сакаш бакшиш, ќе не ти провоѓа. Тие сама ако сака некој даде своја воля, може да даде. Иначе онакој не сакам ја бакшиш. Со змиите не може секој да работи, бидејќи таа не може да најде секој споени змии у март месец. Тоа затоа не може да најде, тешко ga има тој басман. И затоа не може да баде никој. Ама јас случајно сам ga нашол и од тоа сам бил, од тега намо, јас змии не текам и се така си. Секој ме знае и на загари, на кучиња сам бајал, на стока. Што да видиш, што ќе ми каже, тој има одмah да оздраве тоа. Никако не е умрело иманче. Се враќа од Скопје со коњи, а уз пут одеше една жена сама. И вика, дали може ме возиш, вика, у колата да ме повозиш. Викам, добро, може. И она се качи со кола и ја го донесо до Јурумлери и он имаше ливада туја и она се врати, сакаше да ми дава сено на коњи и ја реко, не ми треба сено, се оду за село. Рече, слушај, друго не бе ми е гре коњи се одиле, него ќе ти кажу едно басно. Ти вика у март месец да пазиш да најдеш змии уплетени,
они вика сега се парил. И сега ќе ги окружиш вика 3 пути и ќе ги заминеш и они после ќе се раздвојат. И ти од тој кој ќе ти каже за змија, дека го пала, ти нема да му признае дека е змија тоа. Нема да е змија и тој ќе се отиде и ти си знаеш тоа и тоа одма и манчето ќе му пројде. Вечер ако ми каже до Сабали му провоѓа. Еве прво овде вија Гојчо овде крава и му вапа, дојдова ми кажа, ора беше отечена све кравата, све лиги течеа, ми кажа, Сабали се оздраве. Ангел овде Џепевски коза му вапа. Оној Боре, трајче на риската и тој шува пало, јас што сум забавен, се е прошло, но многу има. Кога цело село има што не е ми кажало. Коза вамо на Палигорци го вапа со 3 риња, го донесе дома. Рече, дојди да изабаваш, едното јаре ќе ти го дадем ако го спасиш. Реко, ја ти неќу јаре, оди си, козата ќе се оздраве. Сабалето козата се отиде на посеќане. Денешното темпо на живење, динамичноста и проблемите кои произлегуваат од екзистенционалните потреби на човекот, како и од економските кризи, кои масовно се појавуваат во некои општества, а во последниве години тие кризи се мощно изразени и кај нас, придонесуваат луѓето да доживуваат фрустрации на личноста, растревоженост, нервози кои се манифестираат низ нивното променето однесување кон животот и реалноста. Во својата мака, болка на душата или грев на телото, неретко крајниот спас овие луѓе го бараат кај бајачите, верувајќи дека нивната магична моќ ќе го отстрани од нив невидливото и непознатото за медицината. Освен барањето помош против болести, луѓето мошне често се обраќаат до бајачите за помош да им се возврати љубовта од саканата особа, привлекување плодност од туѓа нива, да им се отвори патот на среќата во животот и така натаму. Бајачите како едно од магиските средства ја користат и сугестивната моќ на зборот, преточен во така наречени басми, кои обично се пренесуваат од колено на колено. Освен магиска моќ на зборовите, бајачите употребуваат и многу реквизити за кои се верува дека имаат одредена моќ и значење. Бајањето е пропратено со кружни движења на рацете, хукање со цел да се вдиши енергија во болниот, а движењето на раката во кругови е секогаш во серија од по 3 пати. Се баje со чешел, нож, јајце, дрво, коска, растенија, со белек земен од болниот, восок, оган, со кадење и други предмети. Јас ова почнав да го работам од свој 16 години. Имав една комшика, доста работеше и така да јас и помогав кога беше во немоцта и дојде ден ми вика јас сум ти должна нешто. Јас мислев дека треба некој пари ми даде. Не сакав тоа да го прифатам, вика не пари, вика, али јас ова што го работев до сега ќе ти го предадам на тебе, вика ти ќе си го работиш, ќе ти треба. Ќе дојде ден, вика, ќе се омажеш, ќе имаш дечења. Ама мене ми беше смешно, дури мала, 16 годишна девојче, не сваќав така нешто озбилно. Али прифатив, пак го земав. Тоа се што ми кажа, запишав, го ги направи сите адети, во црква го носев, го чатев покај попови и ми остана во главата, можда другот се ќе забориш, тоа не се заборава. Меѓутоа, после ова, сакав да не бајам. Ама многу ми беше тешко, имав моменти кога се гушев, пагав во несвест. Некои страшни соништа, некои вампир ми се појавува, некои луѓе ми викаат ти мораш да работиш, мораш да помогнеш на луѓето.
ова било секогаш ќе остане, што е за лекар се за лекар, али што се забави не работи, мора да се бае да се помага на луѓето. И јас почнав прво на своите блиските, не сакав да се кажувам на подалеку, да ме уште млада. И така, кога дојде еден ден се омажив, не смеев пак да бајам, пак се криев од мажот, кој прво беше непријатно да му кажам. После тоа работев, ама скришно, и еден ден на мажот ми му се случи една случка, на ногата му се отвори една рана. И тој одеше на лекар, на таа рана не му помогна докторот, доста имаше инекции примани се. И јас му велам, дај јас да ти побајам, можда ќе биде среќа да ти помине. И он вика, како тоа бање, кога јас вика на лекар одам, не ми помогнал, ти ќе ми помогнеш. И ајде да пробам. И он некако се сложи, прифати, и јас земам побајав, за неколку дена таа рана му се исуши. И он вика, значи, навистина се знаела, ево сега вика, што сакаш прави, не те бранам. И така почна да бајам, почна многу луѓе да идат, има на луѓе кои им се сонувало за мене, од далеку, од каде немаш дојдено, имам и од Велес, имам и од доаѓано, од Гостивар, од Кичево. Сега баш пред некој ден од Битола имаше. На некој прво ќе отворам водичка, им пуштам парички, белекчиња и кој ќе ми се покаже на водава што треба, јас знам веќе од што да му бајам на тој човек. Дали тој има оград, нагазено, дали од очи има фатено, или црвен ветер го има завиено, од што е, јас тука ќе ми кажат, ќе се ми се покаже. И јас после тоа земам на луѓето, можам да им бајам. Бајам од дна што го викаат. После имаме исто за од дуплав. Со ова им бајаме на деца кои што се плашат, и на мали и на стари. Со ова исто им бајам со водички, кои таа ми послужува многу луѓе доаѓаат, идат да видат. Имам исто и со ова за од очи, бајам со сол, бајам со ношчиња, бајам со пердушки од кокошки. Имам друга вода исто со која се прави на луѓето да им биде така подобро, со босилчиња, шекер и така. Доста им помагам, па сега луѓето се задоволни, се зафалуваат, доаѓаат. Ако не гледат добро, не би доаѓале. Званичната медицина наспроти на, или оваа современа модерна медицина наспроти на огромниот развој, таа има низа трендови што значат дехуманизирање. Човекот кој ќе дојде во званична медицинска установа често станува број. Тој ја губи својата личност, индивидуалност, со него се комуницира преку низа картони, документи. Не постои директен човешки, често не постои директен човешки хуман пристап. Малку има време да се сослуша неговото барање, да се согледа во целина како личност. Наспроти тоа, некои форми на таа алтернативна или примитивна медицина се многу похумани. Човекот доаѓа како еден тоталитет, како една целина, постои интимност, постои приватност, постои заштитеност на неговата личност и тој доаѓа со сето свое битие, со сите своји проблеми. Тој не е расепкан на диагнози, на истражување, на претраги, на праќање на разни институции. И секако дека овој пристап ги привлекува луѓето. Исто така и неуспесите и оддалеченоста, јазот што постои меѓу лекарот и пациентот ги тера пациентите да бараат помош во алтернативната или примитивната медицина. Секако дека и некои хронични заболувања, долготрајни, кои се пратени со неуспех, исто така ги туркаат луѓето во рамките на примитивната медицина. Меѓутоа, јас чинам дека таа примитивна медицина во целина не значи неуспех, иако во најголем дел на нејзината практика е медицински неоправдана, стручно неоправдана, рационално неоправдана, но во кај поедини случаи и поедини тераписки методи, пред се каде што има поддршка, каде што има храбрење, каде што има советување и каде што има примена на некои рационални методи емпириски, кои модерната медицина од низа причини не ги употребува, дека оваа медицина може кај одредени случаи, велам, во ограничен обем да даде и позитивен резултат. Кај нас се сретнува и една форма на примитивно лекување или на примитивно пружање на помош на заболените, а тоа е баењето, каде што со одредени ритуали, со одредени зборови, во одредена средина, сепак бајачите не се појавуваат и не работат на било кои места, каде што се истеруваат или зли духови, или болест, или обседнатост, или се решава некоја тешкотија, или се наоѓаат некакви решенија за некакви семејни, брачни и други проблеми.
Дел од луѓето што доаѓаат кај бајачите доаѓаат во крајната фаза на проблемите, последен оче и безнадеж од званичната медицина или од методите за лекување и решавање на проблемите, но исто така јас во мојата пракса сум сретнал луѓе образовани, луѓе кои се запознаени со и веруваат на модерната наука и медицина и на емпирија, да одат кај бајачи, што може би и секако е резултат на одредени психолошки констелации на нивната личност. Народните бајања се производ на митско-магиските верувања, но тоа во себе го содржи и практичното значење во лекувањето, бидејќи при баењето се употребуваат и лековити билки. Меѓутоа, баењето има и психолошко дејство врз болниот, бидејќи бајачот често заразно зева, што се пренесува кај болниот, и тој особено ако е дете, набрзо заспива. Времето кога се баje е обично на крајот на денот, на зајдисонце и во преодниот миг на денот во ноќта. Места на бајање обично се праговите од куќите, огништата, реката, односно оние места кои асоцираат на нешто што одминува. Дошто се болни нешто од црвен ветер. Се ќе помни. Кај мене Димити дошто ќе помни. Бајањето екзистира меѓу луѓето, тоа е факт, но за жал многу често на штета. Може би и со најдобра желба да им помогнат на луѓето, затоа што се убедени во својата магиска моќ на лекување, бајачите всушност честопати ја злоупотребуваат лесноверност, неукоста и наивноста на луѓето. Па така, наместо да ги упатат унесреќените вистинската помош, да ја побараат кај соодветно медицинско лице, тие можеби и несвесно ги залажуваат со својата магиска лековитост, која може фатално да заврши по здравјето на луѓето. Хајде, баба ти Изабел, да и пројде. Више да не се плашиш. Хајде, бабичка. Хајде, стани да се си одиме. Хајде сега. Хајде, пријатно, фала. Најбубни на баба Рука. Хајде. Хајде, се останете со здравје. Хајде, пријатно. Јас сам Стојна од село Брњарци. И ја сам имала 5 деца. Од тие 5 деца, едното ми се разболе. Ја што ќе правам да ги носам на лекар, не можам. Ги однесов со мужа ми у селото Идризово кај баба Велика. Едното го однесов, 4 ги оставив дома. И што ќе правам, викам, баба Велико, детево ми е болно. Чим ти е болно, ја ќе го лечам. Ама од што е болно, не знам. Детето дај да го видам ја. Она го виде. Рече, детево ти има, рече, глисти, ќерко. Па како, викам, да го лечам? Ќе го лечиш, рече, лесно. Ќе му свариш рш, ќе го поиш и детето, вика, ќе ги истера тие глисчиња. И така завршив, дојдов дома, децата сами си ги затеков. И потоа си ватив да си починувам. Реко, баба Велико, друго нешто да ми каеш. Отија и од друго може болни да ми бидат. Ајде, ќерко, рече, ќе ти кажам, ќе те водам на канал, ќе видиш таму. Отидовме на канал, имаше вода. Имаше до водата врба. Сега ќе се ватиш за врба. Јас што ќе ти изборам, све лек да ти се стори. И она ми кажуеше за од
crven vetar, mi kažuješe za odupla, mi kažuješe deca kako da si gi lečam. I ja ne sam gi vodila na lekar, nikako decata. Sve doma sama sam si gi lečela. Prvo baja na mojte deca i posle dozna komšikite дека im prođa na mojte deca gledava na lekar, ne gi vodam ja. Kada dojde jedna, dojde druga i jedna po jedna. Koji kako se razba, sve dojde, sve sam mu počinala, sve im pominalo. Ja koga bajam, to je što bajam, u sebe bajam. Nema nikoj da znaje. Oti ako znaje, svak ne prođe toga. Така ми кажала ба Велико Библиза и така си работам на сега. И после таа работа сакам на унучињата да си ја предадем. Na Gospoda, da se pomolime, Gospodi pomiluj. Господ и Бог наш Исус Христос, по своята благодат и човеколюбие, да ти прости, чедо славице, сите твои прегрешенија и јас, недостојниот свештеник, преку власта што ми ја дарува Господ и според твоето искрено покаяние, те проштевам и то слободувам од сите твои прегрешенија во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Станете, ставите се. Достојно е сјако во истину блажити Тја, Богородицу, присно блаженую и пренепорочную и Матер Бога нашего, честнейшую херувим, прекрсти се пак на иконата, и славнейшую без сравнения Серафим, без ислемија Бога слова рощую, сущую Богородицу Тја величаем. Да се надеваме дека во едина ќе бидеш подобро, дека нема да грешиш, нема да ги повторуваш сите греови. Еве си отвори душата, ово е духовно лекувалиште, од одека ќе излезеш чиста, да се отличиш за некој денатано, да постиш една седмица и така да те видиме поскоро како невеста во црквата. Како и кај сите народи во светот, така и кај нас, бајањето и црната магија, кои како појави се закорениле во едно примитивно време, а нашле своje засолниште и во современиот свет, невозможно е да се отстранат како појави и влијание врз луѓето, се додека постои човечкиот род.